Ке се врати ефтината дневна струја, ке се покријат штетите на земјоделците, а ке продолжи и изградбата на автопатот Демир-Капја-Смоквица. Ова се само дел од одлуките донесени на последната владина седница. Според договореното, во рок од 7 дена треба да се подготви анализа за повторно да се воведе дневната ефтина тарифа на струја, а ќе претрпи промена и тарифниот систем за продажба на електрична енергија. Ке се покријат и земјоделските штети, нанесени од невремето минатиот месец. За таа цел, владата го задолжила Министерството за земјоделство да формира комисии кои ќе ја утврдат штетата, која потоа ќе биде исплатена. Изградбата на автопатот Демир-Капја-Смоквица нема да престане, информираат од владиниот кабинет. На МЕПСО му била дадена задача да обезбеди имотен лист за далеководите што се наоѓаат на трасата и кои што има потреба да бидат поместени, а на Ивана да предложат решенија за овие прашања. Воедно бил усвоен и договорот за заемно признавање и замена на возачки дозволи со Босна и Херцеговина. На 16-тата седница, владата донесе и повеќе кадровски решенија. Прифатени се оставките на Виктор Мизо, директор на Дирекцијата за технолошки и индустријски развојни зони, како и на Цветко Грозданов, генералниот директор на акционерското друштво за стопанисување со станбен и деловен простор. Разрешени се и Муедин Кахведжи, директор на педагошката служба, Весна Хорватовик од должноста директор на Бирото за развој на образованието, Костадин Богданов од должноста директор, владин агент на Бирото за застапување на Македонија пред Европскиот суд за човекови права, а на негово место именувана е Драгица Џунова. За директорка на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков избрана е Елена Јованова Грујевска. За членови на надзорниот одбор на Македонската банка за поддршка на развојот именувани се Никола Поповски, Велан Трамадани, Кирил Колемишевски и Совче Јовановска.